Добро вечер, драги мои. Денеска сме во уште едно издание на Пет Китановски подкаст, нашиот најнов проект. Ова вечер ќе имаме една прекрасна личност, еден мој драг пријател, и ќе говориме за нешто што до сега нема говорено, заради тоа што како што знаете и е познато во јавноста, тој е политичар и често говори за политиката. Но сега ќе говориме за нашите домашни миленици со прекрасниот, екстравагантниот Петар Богоевски. Благодарам на покана. Петар, чувствува се како дома? Благодарам и токму тоа што темата на овој подкаст е за домашните миленици, прифатив и да снимаме. Так. Во ова време, не време, искрено, воопшто ми се зборува за политика и најмалку ми се морализира со политичкива приказна, што разочарувањата се повеќе од граѓаните отколку од политичарите. И до таму ли Затоа што граѓаните даваат поддршка на политичари кои не донесува до тука што сме. На жалост. И затоа викам, ајде и покрај цела ситуација во која живееме, ќе направиме еден ваков настап за домашните миленици, пошто они се тие кои не прават среќни дома и кога е најтешко. Така е. Например, се сеќавам пред неколку дена кога беше најстресно во мојот дом, во врска со немилите настани кои се случија, сите познати со кои травматизирана цела нација. Смртта на Вања. Јас во врските со домашните миленици не можеш да ги запоставиш. Секако. Па едино нешто позитивно од тие денови на сеќавање е тоа што морав со кучето Пафи да се прошетам до парк. И тоа ти даде малце свеж воздух и малце енергија. Свеж колку што е свеж во Скопје воздухот, така како што е, да ја досетиш малце ладно и да прошеташ однака да освежиш мисли. Кученцето нели не знае ништо што се случува околу нас и тоа те радува, пошто тоа се радува. Така некако покрај домашните миленици успеваме да често пребродиме и тешки моменти животни, бидејќи тие ни се на некој начин како, не знам како да кажам, не само, кога би рекол добри другари, би бил само као стереотипен, као клише. Да. Да некако ни се нешто кое не прави да се чувствуваме попријатно и поприземно и подомашно, не знам, некако као да си свој на своето во домот, покрај домашните миленици, тоа е нешто како ставено на квадрат, као дуплирано. Токму така. Да. Добро. И затоа ги сакам. Петар, се радувам што вечерва ќе говориме на темата на домашните миленици. Од причина што и долги години сме пријатели и што до сега немаш говорено во јавноста за оваа тема. Да, немам, да. И јавноста не ни знае дека ти си голем љубител на домашните миленици, па така да сакам да те запознам во едно поинакво светло од тоа што до сега се навикнат. Кажи ни, какво дете првен беше Петар? Јас бев детето, Џамбас мирно. многу џамбас, ама бев детето што ги собира кучињата дома. Јас не беше возможно да сретнам улично кученце мало особено и да не го вдомам. Браво. И на тоа реагираше многу мајка ми, во смисла што ќе правиме ние, а баба ми беше жена која никогаш не ми викаше не за моите подвизи, било дали треба да работам нешто, да трчам, да играм фудбал или да правам во шумата некоја работа и некој, не знам, со другарите да играм, било да носам дома кучиња, мачиња, нешто. Значи најголема поддршка од баба. Беше бабата, да, и јас имах некој период, имах и по 4 по 5 кученца дома. Различни типови. Браво. Се сеќавам на Роки, Џони, имав еден Медес беше нешто измеѓу германски овчар и
не знам, беше жолтеникаво портокалов. Така. Сериозно добар така примерот на куче кој со тек на време се случи нешто и дури ме касна. И јас до толку го сакав што не давав да биде казнето кучево и погледав што ме касна. Што го растев од многу мало кученце, значи до тој степен ги чував да и ми наштетат, јас ги чував. Имав како мал папагали, мачки. Тука сме слични. Да, папагали, мачки. Имавме една папагалка многу лоша, ја викавме Джили. На една серија што во времето беше единствена. Ако се сеќавате на онаа серијата Враќање во Иден. Не знам кој годиште сте, таа серија 89, така. таа серија раскажуваше некоја приказна за богато семејство, оние намештајки семејни, па со насилство семејно со чуда. И имаше една најлоша улога во серијата Джили, една господја таму. Мислам, улога во филмот. Да. Нека лоша актерка. Улогата во филмот беше лоша. И ние папагалката ја крстивме на неа, пошто беше многу лошо вода. Значи немаше кој не касаше, кој не Го тласкаше. погодили името. Значи да, па намерно и тоа. И значи од дете до последно, ако зборуваме за Крушево, до последно, Најчистиот град во Македонија. да, до последно го имав шампаниец од Медо, кој за жал ми го отруја во моје отсуство. Не успеавме да го спасиме во Демихистер има клиника за животни. Штет. Баш уме пред клиниката, не успеа да го однесат доволно брзо за да го спасат. Тој беше шампион во Македонија, младински, имаше најголем раст. Како најмал во години, најмал во старост, со најголем раст шампиониец. Да не си го наваго некој бачило нешто. Па беше земено бачилото на Славе, зетот за сестра на Тоше Проевски. Да, од тоа бачило и го чувавме многу, као бебе. Направивме, пошто му направивме една колиба, многу убава, со сите може, као кучичка. Да. На него не му беше тоа место омилено. А таа колиба изградивме со цигла и не можеш да ја преместиш. И затоа што му имаше друго место омилено кај што спие, му се направи нова колиба таму што сака да спие. Уште една. Значи ептен го чувавме како она го растевме со големо задоволство. Колку години живееше? Кога зедовме 2014 не, 16 го земавме некаде, 16-14 објектот, 16 некаде кучето, тоа почина 2022, тоа значи дека имаше околу 6 години. Да, 6-7, да. И така, тоа ми беше едно вака непријатно искуство, затоа што да не знам каква е душа на човек, што може да убие такво куче. Јас сум се прашал од секој пат и мене истото ми го имат напад. Тако и животот, така чувано, така гледано, така направено. А не да знам дојде, што да им дојде смета. во двор и да го убие, че тоа мислам стварно е грозно. А инаку во исто време во Скопје имаме и маче моли, зашто таа е сериозна мачка више, не е маче. Мислам дека направи 5 години. Да, 5 години направи годинава. И таа е турска ангорка која е сериозно ловџија, тоа е интересно се гледа како го лови, како успеа да го лови и кучето, пошто имаме и кученце Пафи. Кучето е помладо и тоа порасна покрај неја. И сега гледам веќе започна после толку години, кучето кај нас е веќе година и пол, 2 години. Значи после 2 години почна да играат. Значи сега мачката го игра, Се запознаваат 2 години? Да, значи сега таа го провоцира и се бркаат, па таа игра со него, па го подлажува, па се крие за него. Тоа е едно како да се играат деца дома. Со домашни Многу игри интересно се е тоа. забавно Да. секогаш. Ама некако да се играат дома деца буквално, пошто она е поинтелигентна мачката.
знае да го удри, да се скрие и он се чуди кој го удри. И тоа е многу интересно. И така, значи, тие обврски се со милениците од една страна се вистина проблематични. Ја морам секој сабаља во 3-4 да станам, пошто моли тоа архитектно да ме разбуди. Ја морам, папи мора да се прошета сабаља во 6:30-7 и така натака, 3-4 пати денот. Али сепак, кога ќе дојдеме во заклучок дома, што правиме луѓе, дали имаме енергија да продолжиме понатаму со милениците, Ова темп. заклучокот е секогаш дека ај продолжуваме. Значи не можеме да се откажеме од нив. Така е, така. И мислам дека моите деца се пораснати во центар во Скопје. И мене на некој начин ми е жал што не може да има детство како што имав јас. На улица пораснат, во двор, со Во многу Крушево. животни, со многу миленици, со движење. Моите деца, например, сега се уште запознава, сега големата више голема, ама малиот више, и тој сега веќе порасна, но пред некој време запознава животни, пошто нема многу средно ти видено. Кај ќе видат. Беше интересна малата, кога се возевме во кола и сега поминуваме по стадо овци, и она вика, тато, гледај овци во гужва. Значи, и таа многу сака животни, ептен, значи, таа е ептен љубител на животни, чува Бајрам, мислам дека се вика, еден мачор пред зграда, со другарите го гледува пред зграда, го чува, негде само што ми донесе за домување уште едно маче, го чувавме 2 дена, ама си го засака многу хигиеничарката во влезот на зградата и го дадовме на неа. И го поклонивме, ама го заштитивме мачето ќе умреше, го ставивме на улица, го заштитивме, го нахранивме, го следивме, го загрејавме. И тоа ќерката е задолжена тоа, значи нема животно ако сретне на улица, се откажуваат од искачање, мора да го однеси на некаде му се купи јадење, да му даде јадење, да го згрижи, па после може други работи. И така, значи, кај мене Браво. некако тоа, не знам, фамилиарно ми е, сопругата многу сака животни. Браво. Значи си се најавте сите Епте сме сите погодени. за чување на домашни миленици. Се согласуваш ли со таа теза дека кој не сака домашни миленици, не сака ниту луѓе? Има ли вистина нешто во се ова, според тебе? Па, не знам дали постојат луѓе Што не сакаат? што не сакаат домашни миленици, мислам дека и уште полоша е тезата. И себе Па ги трујат, нели? Не, и сами не се сакаат. Значи не што не сакаат други луѓе, туку и сами не се сакаат. Дополнително на нашиот дом има поминато, не кажав, имавме до пред некој време хрчак, имавме зајак, синот тие ги бидеше. Сега ми бара да купам тарантула. Тарантула. Да, значи нема што не поминал папагали, имавме 2 дома. Браво. Тие ги поклонивме во Крушево на дедото и на бабата, пошто мачката беше многу сериозна опасност за нив. Како порасна моли, таа веќе лови, која носиме слободно во Крушево седи преку лето. Мачките лова да овци се, да. Она лови врапчиња во лет. Страшен ловец, значи од тераса која е сериозно висока втори кат, се фрва, ги лови и нема проблем да падне на земја и да се организира тоа. Она е многу страшен ловец нашата моли и беше опасно за папагалите и ги оставиме во друг дом, пошто ќе ми беше жал да ги гледаме кај што ги има убиено. Не се знаеш. Пошто она порасна во сериозна мачка. И она е сериозно расна. И така, значи, тие луѓе кои не ги сакаат животните, ја пак мислам дека себе си не се сакаат. Точно така, точно така. Пошто Точно. природата не создава сите и тие постојат за да постојат покрај нас. И ја така барем го разбирам тоа. Не разбирам како може човек да во животот нема никаков контакт со куќе. Ја забележувам кога го шетам тоа нашето бело кученце малецко пред зграда или во парк, има луѓе кои се плашат, замислете и од тоа кученце. А замислете да го шетав Медо, шарпонијето од кое беше раст колку мене половина.
огромен, а беше душа од куче, како они ќе се, веројатно се препашаја. Значи не ги познаваа животите, не знам пристапат. Стереотипи се тоа, точно така. И на место да ги учиме нашите најмлади, нашите деца дека треба да ги сакаат, дека не се опасни, дека треба прво да му се приден нормално за да те душне, ние бегај, удри го. Тоа не е опасно. Тоа е нешто. Јас имав во времето некоја фобија така од улични кучиња многу. А па сопругата, па таа е махер за најлошото куче, знае да го смири во не цела минута. Браво. Знае да му пристапи. Дарба е тоа. Дарба е тоа, знае да му пристапи, знае како да поклекне за да не се плаши од човек исправен и така натака. Браво. И знае да го смири и значи за неја не постои лошо куче. И она е подобро од мене во тие работи со животните. И така мислам дека некако успеавме на нашите деца, ако во центар Скопје се растени, да им припуштиме, да им обезбедиме, сепак да пораснат покрај животни. Вакви или такви. Браво. Можеме, не може сега во стан да чуваме шарпланинец, но можеме така некој Помали шарпланинец. помали видови на животни. Од хрчак до некоја помала форма на Се куче. чували и хрчак? Да. Браво, браво. А Кирил спиеше со хрчакот во кревет. Баш имам слики едно утро кога го разбудив. Мислам дека беше лани кога наполни 9 години. Да. Во детска во најдока што се спие со хрчак во водата. Така го разбудив, да го разбудам да му честитам 9 години. На синот, така да... Браво. Така некако се обидуваме да и покрај сите притисоци поради политиката, кои се грозни, луѓето се Колку ти истоштува сурови. политиката, колку Знаеш, те сега некако те покрај погаѓа? животните домашни успеваме да ги заштитиме и да се бидат, да се живеат во еден понормален свет, во светот надвор од моето семејство. И јас може би не успевам целосно, за жал, Нормално е. но се трудам да го заштитам семејството од емоциите, од политиката и од влијанието надвор. Дали успеваш? Па не секогаш. Еве, последниве недела имаме големи проблеми. Власта креираше со нивните лажни ботови профили, медиуми, криминални медиуми, платеници на власт и така натака, креира една атмосфера на линч кон мене и кон моето семејство. Страшно. Стигна десетици закани по живот на децата. На децата? Да, па МВР не пружи заштита нели нормално. Тоа не е нормално. Тоа е Македонија. Па принудени сме да правиме самите чекори, да ангажираме и стручни лица колку што можеме и да се заштитиме. Значи не е едноставно, воопшто не е едноставно, многу е грозна. Нажалост. Значи многу е грозна состојбата. Вчера имав некнено искуство со еден педофил кој се закануваше социјални мрежи. Го објави на Фејсбук ако не се лажам. Го објавив на Фејсбук јавно, да. МВР професионалци од насилен криминал и од сајбер криминал успеа да го лоцира за нецел час и половина. Он веќе беше најден кој е човекот, Добро. пошто имаше лажен профил и лажно име, не знам како што е таму. Меѓутоа, обвинителство одби да го притвори. И го ослободија. И се јас како се чувствувам кога психопат се заканувал на моите деца, а система го ослободил. Катастрофа. Разбирате? Катастрофа. Тоа е грозна ситуација. Ставно бидејќи моите деца не можат да бидат виновни за политички став на татко им. Така е. Особено став, пазете кој е мојот греф. Мојот греф е што побарав одговорност од државата и од надлежните органи за убиството на малецката девојка Вања. И тоа бил лош став. Тоа било ерес.
Тоа било срамота. Те следам и на Фейсбук и ти немаше ништо погрешно напишано. Значи, тоа е ерес. Денови уназад. Значи ти само бараше одговорност и ништо повеќе. За таа одговорност што барам, тоа било ерес, тоа било И се катастрофа. крена хајка против тебе. Да, огромно. Можам да забележам дека да, ерес, да, погрешно учење, нешто како Да, јас испаднав. Малте не ми изненачија со монструмите. политички притисок и што ли, како ли пишаа дека си правил, си заработал политички поени. Срамотивци е тоа, како да кажам, значи, дали треба Дали човек... ние не смееме да бараме политичка одговорност Тоа е од било задача кого? мене. На мене ми е задача тоа како позиционер да барам политичка одговорност. Но ете како е така и знаете, прави тоа проблем. Сега не можам јас да бидам комотен, ако треба да пуштам детето да се шета со кученцето во парк. Нормално. Само. Че не можам да бидам комотен кога знам дека и ние живееме во близина на местото каде што се изврши киднапирање на Вања. А при тоа имате закани. Имаме закани, да. И се јас како се чувствувам и како си дозволам, моите деца ги оставам слободно се шетаат. Че не може. Че моите деца не се слободни во моментов ради насниот систем во кој живееме. И Кога превувате во МВР закани и такви работи, дали некако се постапува, се реагира после тоа? Имате ли некаква заштита? не. Не, напротив, лицето што во моментов е министер за внатрешни работи се обиде да даде изјава дека тек ќе проверува тој зошто ние сме пријавиле закани. Стана збор за болен човек, по мене. И Дали нешто ви се свети, може? ја вината во такви луѓе не ја барам во народот, што ги гласа и што ги поддржува. Мене овие денови ми е згаден животот од помислата дека има народ во оваа земја кој ради политички и партиски интерес и ради личен интерес дава поддршка на обид за прикривање на убиство на дете. Јас тоа не можам да ставам, се уште не можам. Колку дена помина, јас вчера имавме слава, Свети Среќна Ѓорѓија, слава. и секој сме поминувале со музика, со пеење, со смеење. Вчера поминавме за да го одбележиме денот и светесот, меѓутоа без немаше расположение за ништо, бидејќи навистина искрено јас се уште и тука едва и дојдов за снимање овој подкаст. Се уште чувствувам огромна горчина и лутина во себе, бидејќи пак не можам ќе повторам, не можам да разберам дека постојат луѓе кои не ми те за партијата. Имаше луѓе што брана и Гоца за Мартин Нешковски. Че мен не ме интересира партијата. Што има луѓе во оваа земја кои за партиски, за личен интерес стојат на страната на луѓе кои се обидуваат да прикријат убиство на деца. Јас не можам со такви луѓе да живеам. Ниту глас да барам од нив, ниту тие луѓе да... Ниту сакам нешто со такви да живеам. Имам контакт. Подруги се дружам со Пафи и со Моли, дома, Токму така. че имам можности за убав живот, ќе заминам, ќе живеам или на начин на живот кој е исполнен со радост со децата, со семејството, со животните, со милениците, со спорт. Ова е Но стварно никако нема да соберам сила во себе да толерирам таков тип на народ само ради мои политички интереси и гласови. Тоа не го сакам, такви гласови не сакам. Ова кога сме кај малото девојче, ова е стварно една болна тема што и ја избегавам и не би ни сакал да говорам заради тоа што е стварно тешка и сите нас не погоди. Но нормално е да ве запрашам, го познававте Палчо лично од прилика, дали можевте да насетите за како човек станува збор, дали се знаеше дека е човекот, да кажам, психопат или сето ова е како гром од ведро небо? Не ми е јасно. Ниту еден психопат како Палчо нема да остане на слобода ако нема заштита од МВР, од државата. Тој е еден од многуте бандити по заштита на државата. А лично не сум го сретнувал многу пати, еднаш
кога ми се закануваше со убиство на мојата кола. И на вас ли? Стоеше, да, редовно на мене. Не постоеше емисија, он беше психопатот фиксиран на мене и не постоеше емисија да не зборува за мене. А знаете зашто? Што се случило во него? Па мислам дека пред се беа нарачки од другите партии, големите партии, нарачки за со тези да ме удира во јавност, да пласира дезинформации, знаејќи дека сите ние го сметаме за лудак и дека ниту ќе го тужиме, ниту ќе му обрнеме внимание и преко него пласира често дезинформации. Тој психопат ми се закануваше за мене, за децата, за семејството со супругата. Често јавно на Facebook споделуваше слики од моето дете кога бев во Истанбул во Вселенската патриаршија. И да ви кажам право, овој народ кога ме нападна дента и ме изнавредија зашто побарав одговорност за тоа што се случи со Вања, никој не ме праша како се чувствував јас како родител кој трпел 7 години закани од психопатот Паучо по семејството, кога дознав дека убиецот на Вања е Паучо. Може да мислите какво е тоа чувство во мене, да дознаеш дека будала која ти се заканувала со истото тоа, со убиство на деца, со закупување во дупка живке да закопаме и МВР немате бара, пошто Оливер Спасовски е мој кадар и така натаму. Кога ќе седиш и ќе дознаеш дека таа будала кој се вика, абе остави го, отпиши на будала, не е битен. Кога ќе дознаеш дека истиот тој веќе убил дете. И кој знаеше колку? И Господ знае што прави друго. Значи тоа сето и овој народ нема емпатија за тоа. Овој народ те плука тебе кој си рекол луѓе има во моментов обид за прикривање на убиство на дете. Не се добри работите, имам информација дека убиецот е избеган во странство. Не само он, ослободени се и други двајца од неговото најблиско обслужување. И без речи народот, Петар, кажи ни ја вистината што се случува, дај човек кажи, те чекаме, еве, ќе преземете нешто, не седете така. Ти објави да прв видиме што е. за ова, прв. Да, прв пред сите. Да. Пошто јас знаев и пред неколку дена и пред тоа, меѓутоа не се заведувам дека е така. И да не кажувам точно целата процедура како се случуваше, ќе ја зачувам малце во тајност додека да не злоупотреби информации Спасовски. Ќе чекаме со Бубевски овите од право тие да се дозакопаа со нивната лага. Јас само можам па после да ги извадиме што прават. Додека не спомнавте вие, немаше никаква реакција од министерството. Никаква. Вие кога им дадовте половина час, ако не се лажам, они испаднаа веднаш. И значи вашиот збор е влијателен, вие сте влијателен човек. Да, меѓутоа не ми се згади мене од министерството. Тоа гадно и онака. На мене ми се згади од народот реакција. Честни искучоци, имаше многу што дадоа поддршка. Имаше многу луѓе што напишаа, Петар, ајде, поминаа 30 минути соопшти што се случува. Имаше луѓе што ми се јавија. Меѓутоа јас тие 30 минути мене поминаа како во кошмар. Прво да ги обезбедам моите деца, пошто не се знаеше психопатот каде, може беше ке мене пред зграда. Може беше во Скопје, ние не знаехме каде е тој психопат. Втора работа, се јавив кај пријатели кои знаам дека и на нив ми се закануваше. Да им кажам веста за да се ги проверат каде се децата. Бидејќи никој не знаеме што се случува. И тоа мене тие 30 минути ми поминаа, јас не ги оставив како да беа 3 минути. И додека јас се вратив назад после тие обезбедување на деца и прибирање информации на телевизија излезе. Додека се вратив јас назад да прочитам што се случува кај мене на социјална мрежа и на Facebook и на Twitter и да кажам после се јави во МВР. Меди по протокол да ги известам, да побарам потврда, и во други институции, МНР, потерници, ЦУК и така натака. И додека јас можев да се соземам и да размислам што да објавам,
да не го помолам на психопата во случај, да не направам бега Не дај да Боже. слагата, да. Кога прочитав што пишуваат луѓето на Твитер, прво Твитер читав, и кога прочитав што пишуваат луѓето на Фейсбук, да ви кажам, уште сум згрозен. И во овој момент кога снимаме подкастов, јас сум згрозен. Од таков тип на луѓе кои се мои сограѓани со кои живеат. Тоа треба да го осудиме сите и мислам дека веќе редно е да се преземе одговорност и да се заштитат нашите пред се деца, заради тоа што секако дека општество на жалост не е безбедно ни за нас, ни за нашите најблиски. Мислам, знаете како народот мисли дека една партија ќе се отиде, друга партија ќе дојде, дека се е исто, дека мораме некако да почнеме да градиме доверба во нашите институции. Видите, многу често читам по социјални мрежи убиено вакво онакво животно, малтретирани животни вамо тамо, организирани битки со кучиња, Нетешко. нехумани. И сега си правам паралела. Си викам, види, има наивни луѓе кои чекаат од овие институции да реагираат за убиено маче, а они сокриваат убиено дете. Тоа е вака малку дури и патолошки би делува мене. Да не знае човек кој е побудала. Овие кои не прават будали, а имаат обврска да направат систем и да работат во системот, и тие другите кои бараме од тој систем правда, очекуваме ред, очекуваме, па дури и за животните бараме правда. Нели? Да. Се ние бараме правда за животните, А нема за а не луѓето. можеме да испорачаме правда за децата и за луѓето. Многу воочена ситуација живее. Многу воочена ситуација Тоа и треба да се направи да се променат нештата, да Зашто да? трне. Има ли надеж, така да кажам? Според вас? јас, гледајќи го човечкиот потенцијал во земјава, единствената надеж ја гледам во систем на стриктни протоколи и електронски уреди. Тоа значи дека систем, софтвер, да води една постапка, во случај, например, на исчезнување на дете, Дали го поздравувате И тој најновиот систем- систем што беше направен за исчезнување на деца сега? нема кај на систем, нема кај на систем. Направиле сега некој Не, програм нема, да нема. излегува во Не, автобуси? тоа важно, тоа се приказни за мали деца, тоа се приказни за мали деца да смират јавност, па и нашиот народ толку ќе се забави, ќе се му баат од очи и ќе забореше зборуваме. Нема освен ништо кај нас, него моето беше да има протокол. Да се знае после колку минути што се покренува, после колку минути што се прави, како се прави, тоа да го раководи систем кој не зависи од македонски криминалец, бандит вработен во МВР, туку системот, софтверот тоа го води, а они бандитите да мора само да постапуваат. А ако не постават, да ми висат на главата неоткази, смртни казни. На непостапување на полицаец во таков случај. Се Па после повели биди полицаец, работи во тоа одделение или во тој сектор за таа намена и не постапи согласно протоколот кој ти е даден, бидејќи од таа страна монструмот е од твоја партија или од таа страна монструмот е твој познаник или ти се јавил некој си началниче, ми точно ги викаш шанкуриња, се јавил некој началниче и ти рекол не постапувај. Не разбираш? И И тоа- тоа системот не препознава такви работи. Да. И тој систем ти вика постапи и ти лета тебе главата. Тоа што мислам дека нема да постои полицаец, инспектор, кој нема да постапи поради јавување на еди кој си. Се согласувате И ли дека само тој начин може да не извади од оваа состојба која е веќе неподнослива.
Се согласувате ли дека е премногу 48 часа за исчезнување на лице да пријавиш, да го нема 2 дена дома и ти да... Видите, За 48 часа може да бидат убиени 10 луѓе. да, ама треба да си се направи тоа пак речем протокол како се настапува во таков случај. И ти да настапуваат. Да не ти глуми некој полицаец на некој полицаец како се вика на оние шаутери на полиска станица. И да ти мудрува по сад, тебе ти исчезнало дете, ти одиш да пријавиш исчезналото дете, тој ти мудрува. А тој не знае да се потпиши. Дали ти била љута, дали ти го скара? Абе не знае да се потпиши. Време се губи. Абе не знае да пишува. Нажал. Увикаш на полицајецот, пополни го прашалникот, не знае да напише. Разбирате? И се тој тебе ти држи предавање, појма нема кој си, а може и знае, ти држи предавање, тој те учи, те морализира, а ти треба да чекаш некој будала да лечи фрустрации, што носи униформа, а ти одиш да пријавиш исчезнување на дете. Забегана е работата. Тоталка забегана. Тоталка забегана и мислам дека мораме да го направиме тој рестарт на систем за кој ја зборувам, кој не знам луѓето дали сакаат да го направат или може му е убаво вака. Ја почнав се сомневам дека овој народ сака да живее подобро. Почнав се сомневам. Ако овој народ сака да живее подобро, не може да не поддржи рестарт на систем. Па компјутерот ќе се расипи, најмалку ќе направиш рестарт. Да пробаш да се рестартира системов, може тие багови ги исчезнат во компјутерот, ќе почне работи. Ма секаде Бугарија, Хрватска, сите има трета партија нова. Ама све има, значи не можеме да разберам овој народ сака или не сака да живее подобро. Овој народ сака или не сака да живее поквалитетен живот. Без... Ако сака, бујрум, ако не сака, поздрав. Без... Нема никој време да го трошам па ни јас. Не знам зашто мисле дека јас па немам што правам друго во животот, политика се немам со нив. Мојот мотив да влезам во политика е да го направиме животот подобар за граѓаните, пред се да наметниме, јас барем имам една моја визија, мисија, да изградиме една многу сериозна национална кауза која ќе биде столб на државноста на Македонија векови. А мој народ ако не сака, па мене биолошкиот часовник ми очукува, ја немам намера, не само се радувам на децата, на убавините на животот, да се расправам со некој, да ме плука на мене и најгнасно ме навредува, семејство ме навредува, некој стока невакцинирана, зашто јас сум побрал правда за Вања. Грозно е тоа. Грозно е тоа, халбата. Јас да дам изјава, на нас не интересира ништо, нас не интересира судбината на Вања, и тие на тоа да ме плукаат, да речат умри, цркни, децата ти цркнат, жена да ти, да не кажам што, се болни луѓе се опрашат. Психопати се опрашат. И ако е оваа држава на психопати, тоа ќе си барам чарена во државата. Но никогаш нема да дозволам да ми се повторуваат вакви епизоди кои што ми се случуваат последниве години, затоа што социјалните мрежи, можеби ние сме биле исти. Ние сме биле исти. Но социјалните мрежи некако на површина да извадува целиот лошот лук во земјава. Буквално. Па денеска секој може да напише се што сака. Да, ама демократијата ја сваќаат многу погрешно. Не. Си го покажува вистинскиот образ. Да те убие, ќе каже демократија, сака. Пример, јас сега не го следам, кој да кажам, сега не знам на душа некој човек да спомнам, и да ќе кажам трпески, небитно. Профил на некој си трпески. Ја не го следам. Ниту му коментирам, ниту ме интересира. Не го следам. Ако на некој не му чини... Има свој живот. Јас мислам дека е време малку да ја промениме темата, да биде малку поведра. Еве Јара реагира. Не сака политика. Не сака, малку сака да збориме тема. за неја. Така е. Па малку една поведра тема, но пред се сакам да те запрашам за што мисли за мечките на Стојанче Ангелов, да го спомнам нашиот пријател,
имаше некои обиди да ги пресели мечките во едно спротивно село, но па таму жителите ги запраша како да очекуваше да му кажат нема проблем, дај не ги. Му рекоа дека не ги сака. Таму и сега има некоја иницијатива да се стрелаат. Тоа е страшно нешто. Каква е таа будалаштина, не знам. Што мислиш ти, како би се решило се ова? Дали јас мислам дека тоа е катастрофа, една мечка ти да застрелаш? Јас реагирав на тој случај со една кратка реченица. Не ги убивајте, дајте им храна. Точно. Изводам вистината, тоа што добри доста подршка граѓани. Секако многу исмевања на луѓе кои викаат вие сте полуделе, ајде мечките нас да не јадат и така нека, знаеш. Викаат мечките нека ви гласаат и такви Да, ми глупости. викаат тебе нека те гласаат, вика мечките. Греф било да повикаш на хуман пристап кон животните. Ама Петар, види сега. Мечките како животни се доволно истражени. Направивме Значи, куќи во планини. ние со нив живееме векови. Заедно на исти планини, во исти долини. Се знае кога мечката хибернира, заспива, кога се буди. Да. Се знае мечката што јаде и кога напаја. Се знае дека таа не е агресивна Луѓе не јаде. и не напаѓа луѓе. Па и животни. Ако има храна, пред се овошки, таа си јаде овошки. Точно така. Проблемот е што И ме земавме храната. им земавме храната и простор за живење. Тоа не е. А шумите се опустошени, уништени. И сега, кога они немаат воопшто безбедни услови за живот, а од друга страна немаат храна никаква, нормално е да гладот ги натера да се симна во населени места и да побараат храна. Во ѓубрето бараа храна. Значи, они не ти доаѓаат дома да те изедат, него одат во ѓубрето бараат храна. Како што луѓе прават во Скопје секој ден. Во ѓубрето бараат храна. Ајде ги убиваме луѓево што бараат храна во Скопје по контењери. Така. Значи тоа исто му доаѓа. За мене е исто душа. Така. Која е логиката некој што е гладен да го убиеш? Не треба да јадеш. Денес кога гледам се исмеваат на Фейсбук, некој сирот човек веројатно од глад влегол во маркет и каснал од лебот. И се сите се прават фраери, јаки, демек дај само Еден гриз. еден гриз. Тоа е Никој не помислува во тимбите шупливи, дека тој човек, тој гриз, го направил за да преживее. Дека нема пари ниту за еден гриз леп. А тие се смеваат во социјални мрежи. Исто беше со мечките. Па се најде оние храбрите, знаеш, мъжиштата македонски. Ја ќе утепам 20-30. Тоа е сето стока со IQ 6-8. А да види мечка ќе фати видели Нема да. врска, то по мене треба да имаме специјална, ние сме планинска земја. Ние можеме да живееме во природата. Баш од тие мечки, баш од тие рисови, баш од тие животни што ги имаме во Македонија. Јас некој среднав лисица, многу убава, а баш ме е жал, имаше дуво на езот на Кекрушево на долниот мост. Баш под мостот имаше изгледа легло една лисица, имаше прекрасни лисичиња и на секое возење натаму секојаш наоѓав по едно лисиче плюс газнато. И мислам дека ги убие скоро сите. Нажалост. Че ние можеме од таа природа, од таа убавина што ни дал Господ да живееме, а што ни треба? Ни треба само една служба која ќе вработи луѓе кои ги сакаат животните, а имаме многу такви, кои себе си ги се препознаат во таа работа, тој ќе биде задоволство, кои ќе ги хранат елените, срните, мечките, Токму така. рисовите и кои ќе представуваат атракција и самото хранење. Че буквално ние може да живееме од туризам, да дојдат луѓе на тука на 30 км од Скопје, на Караджица, и да гледаат во живо ранење на мечки. Да.
И мислам дека има луѓе кои платиле сериозни пари тоа да го гледаат и да се дружат во еден резерват каде што ги има животните кои слободно живеат. Прекрасна идеја. А Крајчица ни е тука на 30 км. Јас се обидов да возам со мојот джип. Патот е стварно лош. Може да се направи за ич пари. Како ви кажам, на половина саат од Скопје ние имаме рај. Тука на половина саат од Скопје. Рај. Божи рај. Така. Скоро никој не го знае тој рај. Не верувам дека не го посетил. Освен планинарските друштва, планинарите. И живееме, се гушиме, а можеме да бидеме за половина сат сите на едно место каде што се диши веројатно најубавиот и најквалитетен живот. Буквално. Воздух. И да се дружиме со животните. Да ги прошетаме и милениците, но и да гледаме и диви животни. И се чудев со таа, со кој жар се навиваше за решението убийте ги мечките. И затоа реагирав на социјалните мрежи, не за друго. Реагирав само за тоа. Зашто никој не мислува рационално. Ма што ќе добијат ако ги убијат? Пред се е хуманоста. Не ми е јасно. Кога треба да носам одлука за репрограмирање на буџет, треба да имам пред се хуманата димензија. Кога треба да размислувам за реформи во администрацијата, треба да имам хуманата димензија. Кога треба да размислувам за деношниот систем, треба да имам хуманата димензија. Кога треба да размислувам за децата без родители, треба да имам хуманата димензија на таа програма и тој проект. И со за животните. Ако човек нема емпатија кон животни, нема ни кон луѓе. Ако некоја стока не размислува за доброто на природата и на животните, тој не може да биде добар ниту за луѓето. Џабе го ставате директор, министер, што и да е. Видите какви стоки ставаат директори на Скопска зоолошка. Па ги убија сите животни. Ги убија животните. Како ви кажам, тоа е... Како може човек без емпатија кон животните да се занимава во зоолошка со животни? Тоа е исто како педофил да ставиме да чува деца во градинка. Исто е така, верувајте ми, сосема исто е. Исто е, сосема исто. Или човек што мрази деца да стане професор и да предава на деца во средно или во основно. Исто е, верувајте ми. Не бива, да. Не бива. Секој човек треба да си го најди своето место и за работа да му представува задоволство, а не присила. Точно така. И сега во таков еден систем, базиран на хумана димензија, ние ќе би живееме прекрасно сите. Ете тоа ми е мене една од димензиите и еден од мотивите зошто се занимавам со политика, бидејќи без политика ова не се менува, не се реализира. Значи решението е пет пари, ако те сватив да сумираме, но нема доволно знаење или нема доволно слух за да се реализира се во ова. Знаејќи дека како? Поганштија голема. Многу поган народ живее овде. Мислев од институциите дали има доволно знаење. Немајте институциите ги прават луѓето. Граѓаните гласаат, те се соучесници во све. Сите сме ние соучесници во све. Да приказни, не на политичарите, на луѓето, ми како да не. Па луѓето ги гласаат те политичари. И ја ги гласам те што личат на мене. Не се лажа. Голема поганштија, од поганштија, од расипаност, се гласат расипани погани луѓе на позиции и ти од погани расипани луѓе што очекуваш? Да се грижат за мечки? Кој не се грижат за луѓе? Не бива така. Се тргнува од себе. Секој треба тргне од себе. И да се запраша дали сака да живее поинаку, поквалитетно и дали има во него димензија да ги надмени своите дневни потреби за храна, за вода, за преживување, зашто човекот покрај материјалното треба да има и една духовна димензија. Тоа не прави нас различни животните. Мечките можеби имате повисока духовна димензија од нас. Од дел од населението кај нас. Пошто точно мечките доаѓаат по храна и другите животни. Ама и луѓето бараме храна, дури убиваме за храна. Петар, малце да се навратиме на тебе. Кажи ни интересира за твое животно мото. Па цел живот ме истото. На Дамјан Груев во водата. Подобро ужасен крај, околку ужаси без крај. Кога Ја не толерирам никого и ништо. Влегувам all in и действувам офанзивно.
И Зоран Заев така, Подобро ќе загинам, но нема да дозволам да трпам ужас или било кого. Или било што. Тоа е моето животно мото. така е. Го спомна Дамјан Груев, имам впечаток дека Да. Дамјан Груев ти е еден од идолите, ако не се лажам. Апсолутно, да. Заедно со Даска од Гоце Делчев. Да. Гоце Делчев ни е и на сите, еве. Можем да кажем и на мене. Ивовата Сарафов. Така, кажи ни за твојата идеја за граѓански устав. По поглед на животните, граѓанскиот устав ништо ма ни помогне, пошто ние нема да станеме воопшто поемпатични и граѓански устав да донесеме. Меѓутоа за да го подобриме системот и за да живееме во подобар систем, барем да се создадеме предуслови за подобар живот, граѓанскиот устав ни е проеден. Значи има нешто што се вика општествен договор, со кој се конституира една држава. Таа држава се уредува со нешто што се вика устав. Тоа е како шлинак со плоча, подна, седна тоа се гради. Е сега, ние општествениот договор имам чувство дека и тој веќе не е расипан. А јас зборувам за плочата темелна, тоа е уставот. И ако продолжиме вака што тргнавме, ние ќе нарушиме и општествениот договор. А тоа е волјата да постои оваа држава. Тоа Ако не се лажам, тој е истиот устав како на Никола Карев. Да, А граѓанскиот Така. устав, Дамјан Груев. вредностите и принципите се оние од Крушевскиот манифест, од Илинденскиот идеал, основскиот идеал и би бил тоа нешто налик на најсовремените модерни европски устави кои имаат до сега продуцирано многу сериозни и стабилни држави. Тоа ни треба на нас. И мислам дека кога ќе живееме еден порелаксиран живот, кога ќе живееме во еден систем кој функционира и нуди заштита за секој од нас, и безбедносна, и финансиска, социјална, здравствена пред се, образование и така, секој дека ќе станеме подобри луѓе, поемпатични луѓе и секој дека ќе се грижиме повеќе за животите. Така е, се согласувам потполно. Да не се лутат нашите гледачи дека зборуваме грото за политика, но драги гледачи, ова е нормално кога на гости ќе ви дојде политичар, меѓу другото зборуваме и за политика. Па дори да кафе да ви дојде, Нормално. пак ќе видам мојата политика. Нормална работа. Да те запрашам, сакам околу повторно да се вратиме околу, да се навратиме за животните. Кажи ни, според тебе, зошто е добро едно дете да расте со домашен миленик? Мислам дека е многу посреќно. И развива во себе и емотивна интелигенција, многу, и емпатија како генерална одлика, не само кон животни, И према луѓето. како карактерна особина, која вредност. после тоа ја емитува и кон луѓето. И живот без пријатели и исто како живот и без домашни животи, без животни. Ако немаш никаков допринос во животот за да живеете тоа како е, со миленици, со животни, тоа е исто како никој во животот сте немале допир до пријатели, до другари. Да сте растеле сам, сатворен во некој, не знам, свет, во кој нема пријателство, нема другарство, Стакнат зво. тоа е истото и со животните. Као што во првиот случај нема да имаш никаква емпатија кон луѓето, бидејќи не знаеш што е тоа, не знаеш што е да споделиш емоции, тага, радост, да споделиш со друг човек. Тоа што викам на нас македонците, најмногу ни фали да се радуваме на успехот на успешен македонец и да тагуваме со тагата на некој македонец, без разлика дали сме ние воопшто застегнати од едното или од другото. Тоа се учи со добро пријателство, со добра социјализација, чиј основен елемент е домашните животни и живење со миленици. Токму така, на некој начин во се ова зло што ни се деси и што ни се случи овие денови,
сепак мислам дека народот се сплоти во тој дел, покаже една емпатија кон несреќата на повторно на, како да спомнам, на Вања. Мене тоа ми е малце лицемерно. Не може да ми покаже мене емпатија некоја таму господја од некоја си таму организација од СДС, која ми глуми емпатична и многу ужалена многу за смртта на детето, а во исто време ми го брани министерот и институциите и општо политичарите кои не довеле во состојба да го изгубиме тоа дете. За мене тоа е многу дволично. И јас сакам да бидам неможен. Јас мојата емпатија ја претварам или сочувство и жал кон тоа дете ја претварам во гнев кон виновниците. И не ја бидат од моја партија, да бидат од моје семејство, јас нема да им простам на луѓе кои немаат чувство или кои немаат интегритет пред се. Да побараат одговорност од тие кои се вистински одговорни. Така да, јас не сум многу среќен и задоволен како реагираше општество на оваа трагедија. Петар, ти благодарам многу што ни беше вечера гостин, честа е моја и ти посакувам на наредните избори среќа и народот конечно да се малку свести, да покаже дека сепак ти покажеш дека има и трета опција, не се само што се вика курто и мурто. Не трета, поинаква. Поинаква, може трета е погрешен збор, може ќе биде и прва. Така е, да. Сакам да кажам дека народот веќе време според мене да покаже, да даде шанса на некои нови луѓе. Ти не си нов во политиката, но имаш, да кажам, нова партија. Па нов сум во смисла прв пат да барам поддршка и така директно. Со своја партија, да. Претходно јас сум учествувал во поддршка на други политичари кои ме разочарувале и сум научил дека попусто му давам шанса на луѓе кои ќе разочаруваат. Вака подобро организирај тим и преземи одговорноста сам, или да помолиш на народот, или подобро седи си дома. Така, не е срамота да кажеш дека си верувал во нешто што подоцна си видел дека не е баш така. Срамота е доколку видиш дека тоа според мене. И да молчиш. И да молчиш и да си тераш како коњите право, Да. но ти си се одважи, Да. и си тргна по свој пат и посакам среќа. Благодарам многу. И се надевам дека ќе се видиме во некоја наредна прилика. Господ здраве. А на вас, драги мои, чисто да ви спомнам да ни стиснете лайк на ова видео доколку ви се допадна и да ни дајете вашата поддршка со subscribe. Се гледаме во наредно видео.